Ние овие 2 дена ја трошиме енергијата и времето само заради забава или за на некој начин одвлекување на вниманието на граѓаните на Република Македонија од реалните проблеми кои што постојат и кои што треба да се решат. Вие знаете дека договорот од Пржино практички е блокиран. Денови имаме силна интервенција на меѓународната заедница за договорот да се одблокира и да почне да функционираат сите институции и да се остваруваат сите точки од истиот договор. Јас се надевам дека и анкетната комисија која што беше формирана како резултат на договорот од Пржино ќе ја продолжи својата работа. Меѓутоа, исто така се надевам дека сите наредни сведоци кои што ќе бидат повикани да сведочат на анкетните комисии, тоа ќе го направат јавно, не за затворени врати, затоа што еден од основните принципи на демократијата секаде во светот, колеги пратеници, е транспарентноста пред граѓаните. Ние, за жал, во ова собрание ќе имаме ситуација да имаме сведочење на сведоци зад затворени врати. Каде е тука јавноста и што граѓаните ќе дознаат од таа анкетна комисија? И на крајот да завршам. Ова анкетна комисија, за жал, е само еден хир на власта, еден класичен обид за повторно дефокусирање на јавноста од реалните проблеми во Република Македонија, еден обид да се зборува за нешто кое што во моментов не е приоритет за Република Македонија, едноставно комисија која ќе служи за забава на народот, а нема суштинска цел да утврди политичка одговорност или да спречи некое дело кое што понатака би се случувало од која комисијата ќе ја заврши работата. И затоа од страна на опозицијата ова анкетна комисија ќе ја нема поддршката и ние не сакаме да учествуваме во вакви анкетни комисии. Благодарам. Благодарам. Господин Димовски Илија има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, почитуван колега Николов. Ја слушам дискусијата и се обидувам да се сетам дали вие имавте дискусија кога ја формиравме анкетната комисија на чиј председател е господинот Шилегов. Не памтам, искрено, но си велам што ќе значеше ако добро познатата ваша индивидуалност во редовите на пратеничката група на СДС, која што горе-доле сите ја знаеме дека се одвојувате во вашите ставови во смисла на почитување на собствените позиции, настапевте со истата дискусија кога ја формиравме претходната анкетна комисија и да ги кажевте сите овие тези кои што ги кажувате за оваа анкетна комисија. Дека комисии се формираат кога не треба да се заврши работа, дека ќе служат само за забава за народ и така натаму. И ќе беше, значи вашата позиција денеска ќе беше бетон, ако настапевте со истиот став кога се формираше и претходната комисија. Денеска вашиот настап е само внесување во калапот на СДСМ, заради тоа што имате обврска како партија да се спротивставите на формирање на оваа анкета, заради тоа што не вие, но некој во вашата партија длабоко заглибан во оваа афера и треба да се спасува ситуацијата. На 2 месеци пред избори сме и така натака и така натака. Затоа ви велам, немојте бар вие, со цела почит што имам спрема вас, немојте бар вие да влегувате во такви калапи. Повторно ќе кажам, да имавте ваква дискусија кога ја формиравме претходната анкетна, денешниот ваш настап ќе предизвикаше огромно внимание. Заради тоа што ќе имавте принципиелен став. Вака не е во ред. Заради тоа што се ставате во калап. Тоа е една работа. Втора работа, па да се повикам на начинот на кој што вие функционирате како пратеник, на вашите ставови и така натаму. Индивидуалноста која што ја имате. Апелирам до вас, јас ќе одстапам од председателската функција на оваа комисија во истиот момент кога вие ќе се нафатите да ја предводите оваа анкетна комисија. Значи, повелете, господин Николов, ова е лично до вас, во моје име и во име на сите пратеници од ВМРО ДПМН.
Ако вие се нафатите да ја водите оваа комисија, ви гарантирам дека и ќе добиете таа чест да ја раководите оваа комисија и заедно да ги провериме сите овие работи за кои што ние велиме дека се вистина, а вие велите дека не се вистина. Заедно да ги провериме. Ако испадне по ваше, вие ќе бидете успешен и ќе ви аплаудираат. А ако испадне поинаку, во најмала рака ќе овозможиме институциите да си постапуваат онака како што треба. Затоа мислам дека кога ги дискутираме овие работи, треба да се држиме до базични принципи. Повторува, имате отворена понуда од мене, во мое лично име, како ваш сограѓанин, како човек со кој што делиме повеќе од 10 години работа, и во име на претеничката група на ВМРО-ДПМ, да се нафатите вие лично да ја водите оваа анкетна комисија. Благодарам. Благодарам. Господин Никола Маријанци има контрреплика. Воле. Колега Димовски зборував генерално за анкетните комисии и тоа треба да го почитуват за сите анкетни комисии. И она што е согласно договорот за пржино треба да се ја заврши работата. Треба да се ја заврши. Одговорноста е на сите. И треба ова собрание еднаш да покаже кредибилитет и достоинство да се ја заврши својата работа. Што се однесува до понудата, еве ќе ви кажам, ја прифаќам под еден услов. Да го проширите делокругот на работа на анкетната комисија и за фалсификуваните лични карти што ги утврди МВР. Ајде да формираме, да прошириме одлуката и за таа афера да формираме анкетната комисија и јас ја прифаќам вашата понуда да бидам председател на таа анкетна комисија. Еве, испаднете, ако ви одговара, да продолжиме понатака и да смениме одлуката и да формирам анкетна комисија покрај фабриката за афери, да го испитува случајот и со личните карти што ги утврди МВР, кои што се издавани на лица без документ за живеалиште и кои што гласале на избори незапослени. Ако така ви одговара, еве ќе се договориме дека прифаќам понудата. Повелете, господине Сад. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Николов. Јас и вчера поставив прашање, за жал не добив одговор од ниту еден ваш колега. Ве поставам тоа прашање сега на вас. Зошто, ако не верувате дека анкетните комисии во ова собрание може да функционираат и да дадат одреден производ, извештај, зошто баравте да се формира анкетна комисија за скандал со прислушувањето? Зошто е тоа дел од договорот од пржино, ако вие сметавте дека тоа е непотребно? Зошто воопшто ја обременувавте работата на ова собрание? Че тоа е едно прашање што поставам до вас. Зошто баравте во договорот од пржино да стои дека ќе има ова собрание анкетна комисија која што ќе расправа скандалот со прислушувањето? И на тоа прашање до сега ниту јас, ниту јавноста не доби одговор. Понатаму колега Николов, анкетната комисија за скандалот со прислушувањето функционираше до оној момент докога не му се јави Зоран Заев на Петре Шилегов и му кажа: Петре, блокира комисијата, бидејќи следен за давање изјава сум јас. А јас не знам како да одговорам на многу прашања кои што ќе ми ги постават. Например, дали се 600.000 граѓани, 600.000 разговори или се 5? Дали и колку долго Зоран Заев го финансирал Верушевски и таа банда негова криминална во илегално прислушкување на владини функционери? Че тоа се прашања кои што ние сакаме да го прашаме господинот Зоран Заев, кој што требаше да дојде на ред за испрашување после Зоран Ставревски, меѓутоа вашиот сопартијаc ја блокираше работата на таа анкетна комисија и за жал ние не можеме да стигнеме до производ, до извештај, затоа што таа комисија не заседава по желба на вашиот председател. Дури и барањата кои што ги доставивме до него да закаже седница на таа комисија, согласно деловникот за работа на комисијата, тој не ги почитува и не закажува седница. Да не можеме да го натераме ние да работи ако тој не сака. Ова анкетна комисија која што предлагаме да се формира се затегнува други прашања во кои што е инволвиран врвот на СДСМ по претпоставка. Ние не знаеме, како што кажа вчера, се е можеби.
и во едната и во другата се е може би. Ама за да знаеме, треба да почнат да работат. Анкетната комисија за ова прашање треба да почне да работи. Вие треба да делегирате членови и да дадеме мандат на сите тие пратеници во таа комисија да утврдат факти. Исто како што требаше на другата да утврдиме факти, меѓутоа пак ќе повторам, вие ја блокирате. Впрочем, вие го блокирате и не ги спроведувате заклучоците на извештајот на Приве. И вашите колеги други сопартици, кои што се председатели на комисии надзорни во собрание, и тие не да се даваат. Иако во извештајот на Приве јасно стои дека треба да се даваат. И дека тоа е еден огромен предизвик со кој што се случува ова собрание. И затоа имаме председател кој што е владачкото мнозинство. За да може оваа комисија да функционира. Контрреплика, повелете. Колега Павле Саздов, 2 дена упорно реплицирате на колегите од опозицијата дека сме блокирали анкетната комисија која што ја води колегата Шилегов. Па дури знаете дека председателот Заев му се јавил и му кажал што да прави. Од каде тие информации ги имате? Од Америка ли ви ги кажа? Од СИА? Или од ФБИ или од Канада ви ги кажа? Од каде ги имате тие информации вие, кој на кого се јавил и како функционира? Може ли, колега Павле Саздов, да ми кажете, бидејќи сте од Канада и од Америка пратеник, има ли таму ситуација да ја политичар кој што е повикан на анкетна комисија да зборува зад затворени врати, зад очите на јавност? Каде го има тоа? Кажете ми, колега Павле, зошто бегате од соочување и јавно сведочење пред јавноста ако нема тајни податоци за државата? И затоа не правете смешки од ова собрание. Госпоѓа Рангелова Даниела има реплика, повелете. Благодарам, председателе. Колега Маријанчо, јас сакам денес да ви се заблагодарам, бидејќи вие конечно ја откривте вашата интенција за формирање на комисијата за прислушкуваните разговори, а тоа било единствено само забава и забава за граѓаните на Република Македонија. Побаравте да биде председател ставена на ново формираната анкетна комисија колешката Солза Грчева. Јас мислам дека прво вие треба, почитуваната пратеничка, да ја прифатите дека е дел од вашите опозицијски структури, а после да ја предлагате, бидејќи вие сте единствените пратеници кои што ја обструирате како пратеник. Жалосно е кога ќе слушнете од пратеник кој што дал подршка за формирање на претходната анкетна комисија да констатира дека анкетните комисии во собранието на Република Македонија склучат исклучиво да направат забава и да го свртат вниманието на граѓаните на Република Македонија, тоест, еве да кажеме со жаргонски речник, значи вие барате формирање на така наречени бурлески комисии. И кога денес пратеничката група на ВМРО ДПМН и секако поддршката од сите други пратенички групи, дури од независните пратенички, се јави потреба за формирање на анкетна комисија која што ќе биде за разрешување на така наречената фабрика за личните карти. Чудо е што викате дека не треба да се формира, а претходно кажувате дека претходната комисија работела со затворени врати, значи немало доволно забава за граѓаните, па бидејќи и онака самите тврдите дека анкетните комисии се прават за забава, еве ви мегдан каде што ќе можете да направите поголема забава, бидејќи нели вие се залагавте за откривање на личните карти во сите општини. Еве ви начин да видиме, да повикаме, да одговори така наречениот господин Чауш, од каде му се тие снимки од прислушкуваните разговори кои што се нашле во неговата фабрика, да кажат за кого биле наменети личните карти. Значи вие ќе имате овде простор, вие да кажете што мислите за фалс личните карти. За цела за оние ваши набедувања дека ВМРО ДПМН е таа која што лажира избори, ова ќе ви биде простор каде што ќе може вие да им кажете на граѓаните, односно да се исполните вашата желба да направите поголема забава за граѓаните. Жалосно е кога ќе слушнеме дека претениците од СДСМ констатираат
а воедно и претходно бараат да се формираат анкетни комисии кои што ќе служат само за забава на граѓаните. И немојте да се плашите од избори, колега Маријанчо. Изборите ќе бидат на 24 април. Гледам сега и Америка почна да ви смета. Сите ви сметаат. Немало вашиот лидер на опозицијата вика немало услови за избори. Ве молам. Избори ќе има, без разлика на вашиот страв. Господин Никола Маријанчи има контрреплика. Повелете. Колешка Рангелова, бурлески се прават тие што не сакаат комисијата да работи. Првиот пат бурлески на комисијата стана кога требаше да сведочи функционер од ВМРО ДПМН, тоа не сакаше јавно да го направи зад затворени врати. А немаше ништо тајно или државна тајна која што требаше да каже на комисија. Тоа се вика бурлеска, правење бурлеска од анкетната комисија. Втора работа ќе ја формирате оваа комисија. Што која нема да заврши и ништо фајда од оваа комисија? Што ќе правиме тогаш? Колешка Евангелова, ќе испаднете ли да се извините на граѓаните дека сте формирале комисија за забава на граѓаните? Ако не ја заврши работата, која вистина сега ќе ја дознават? Колешка Рангелова, има многу сериозен проблем каде што МВР откри лични карти издавани на граѓани од друга држава без документ за државјанство, кои се внесени во избирачкиот список и кои што гласале на избори. Тоа е класично кривично дело. Ајде за тоа да формираме анкетна комисија.